Речиси двојно е зголемен бројот на лица каснати од бездомни куќиња во Куманово. Според статистиката на кумановската полиција, од почетокот на годината до сега се регистрирани 34 пријави. За истиот период лани биле евидентирани 13 пријави, додека вкупно лани 40 лица пријавиле напад од куќе скитник. На подрачјето на Куманово од почетокот на годината до сега се регистрирани 34 пријави за лица кои биле каснати од куќиња скитници, додека во 2022 година за истиот период биле регистрирани 13 пријави. Во 2022 година, значи вкупно, се регистрирани 40 пријави на лица каснати од куќиња скитници. За пријавите се доставени известувања до општина Куманово за понатамошно преземање на одредени мерки. Надлежноста за решавање на овој проблем е во локалната самоуправа, односно општина Куманово. За само 2 дена 4 лица пријавиле дека биле нападнати од куќе скитник. Граѓаните изминативе години бараат да се реши проблемот. Неодамна агресивно куќе нападна неколку ученици и возрастни лица. Еве на ке јас сетам секој вечер од куќи не може да пројдеш. Стравувате? Да, страваме, како не ме страв. Има на плоштадот на Октомврска револуција на улицата и не сме безбедни воопшто. Страшно е, тоа се големи куќиња во кои нема верба. Внучињата многу стрвуваат, ги страдат на училиште сами. Имаше еден немил настан неодамна во Куманово. Кај крсти ми сирков преку пута повредено дете и така да треба да се реши проблемот, а кога ќе се реши, не знам. Мене ме е страх од куќиња. И сакам ги, ама не на вакав начин. Треба да се реши трајно проблемот. Треба, али како не знам. По нападот во близина на училиштето, секторот за инспекцијски надзор при општината најави за честени контроли на виталните објекти. Ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков е задолжен за третман на куќињата. Општината за оваа намена одвои над 1 милион денари, но по третманот тие повторно се враќаат на местото каде што се заловени. Од општината неколку пати информираа дека жители на помали градови оставаат куќиња во Куманово. Се случува една страшна појава на голем број на бездомни куќиња, кои што по потекло сигурно не се од Куманово, и доаѓам до заклучок дека тие куќиња се носат од некаде. Бидејќи се работи за сериозно големи куќиња, овчарски куќиња, немилиот настан кој што последниот пат се случи, не загрижи сите, но како што гледате до ден денеска не се појави собственикот на тоа куќе, кое што дефинитивно е пуштено од некој двор или избегано од контрола. Првенствено, секој кој што поседува куќе, треба да се доизмени регулативата, мора истото да го чипира, да го одбележи, да го третира соодветно согласно законот и дополнително не можете вие да поседувате дома приватни одгајвачници на куќиња каде што ќе ги размножувате куќињата. Тоа се домашни миленици кои што доаѓаат на јавен простор и јавна површина без претходна контрола или несовесен собственик. Целта е да се изгради регионален центар за згрижување на куќиња. Општината заедно со операторот и Здруженија на граѓани организираа и акции за вдомување.